Драги браќи и сестри, добро утро. Нека е слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, што и ова утро ни подарува уште еден ден да бидеме овде, соберени во Неговото име и да го прославиме Неговото име. Веќе сме на крајот од годината, останалото ще е неколку дена. Бог не водеше и преку оваа година, ќе бараме да Бог не води и понатаму, да управува со нас, да не чува. Но како што гледаме денеска светот, се припрема овие денови да слави, а тоа и светот си го сака, да слави, да пее, да пие, да јаде, да лумпува и што уште или не, само и само да ужива. А Словото вели, нивниот крај на патот води во каде? Во пеколот. А тие се радуваат, тие се веселат. На нас Бог ни е отворил вратата за небото, ама христијаните не знам дали се радуваат. Дали кога христијаните влегуваат во црквата, се радосни, срекни, задоволни за тоа што Бог ја отвара вратата за нас да можеме да влеземе во вечноста. Исус на своите ученици што им рече? Радувајте се. Радувајте се за тоа што вашите имиња се запишани во книгата на животот. Исус сака да се радуваме. Да не бидеме тажни, да не бидеме нажалени, да не бидеме потиштени, како гром да не удрил или како камион да не сгазил. Ние треба да гледаме на она што е небесното, далеко, не на она што е блиското, она што е моменталното, она што денеска го гледаме и живееме, но да гледаме во иднината. Сабале кога читав баш од Библијата, таму за Авраам читав, и Бог му даде обеќание. И му рече, од тебе ќе направам голем народ, како морскиот песок, како звездите на небото. Ќе има царства, ќе има цареви, водачи, а Авраам во тоа ништо не види. Авраам ни малку не видел тоа, само го виде неговиот син, првиот син кој се роди. Но веруваше на Бог за неговите обеќања дека од него ќе произлезе голем народ. Па дури преку него и светот ќе биде благословен. Дали е тоа така? Дали тоа се исполни? Ние денес гледаме дека на вистина тоа се случи. Тоа важи денеска и за нас. Да гледаме тоа што Бог ни го обеќа во иднина, дека ќе бидеме заедно со Него во небесното царство. И на тоа да гледаме, и на тоа се надеваме. А не на тоа што денеска го живееме или утре што ќе биде. Тоа е пролазно. Затоа нека да го прославиме нашиот Бог и Спасител Исус Христос и ова утро, да пееме за Него, да го славиме Неговото име. Сакавме малку да биде по-интересно, по-добро и да пееме од старите песнарки, бидејќи повеќе ни лежат песните, ама некако не можеме да направиме на кирилица, ќе пробаме да пееме на латиница. Ќе видиме дали ќе успееме, дали ќе можеме. Ако нешто не бива, тогаш ќе промениме. Тоа е песната број 17. О, нека цел свет дигне глас, ќе испееме таа песна.
Ние били на телевизор, ние ден села. Ето, представени, пак нека малко. А вие песните и на памет ги знаете, па и да не читате, ќе ги пеете. Мислам дека ќе се следи сето тоа, да се надеваме, а сега ќе го прочитаме Псалмот број 103, Псалм број 103 од 1 до 13 стих. Благословувај го душо моја Господа и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Благословувај го душо моја Господа и не заборавај ги сите негови добрини на оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини, кој го исполнува со добра животот твој, како на орел ти ја обновува твојата младост. Господ да им дава милост и правда на сите огнетени, тој му ги покажа своите патишта на Мојсеј, на Израиловите синови делата своји. Штедар и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив, тој не се гневи до крај, ниту вечно се лути. Тој не постапува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нашите беззаконија. Зашто колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. Како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од Него.
И вториот текст ќе го прочитаме за ова утро, а тоа е од второто послание до Коринтијаните, 4 глава, од 1 до 18 стих. Второто послание до Коринтијаните, 4 глава, од 1 до 18 стих. Затоа, бидејќи по милоста Божја го имаме ова служење, ние со духот не паѓаме, но се одрековме од прикриени срамни дела, не постапуваме со лукавство, ниту го изопачуваме Словото Божјо, туку со јавувањето на вистината се препорачуваме на секоја човечка совест пред Бога. Ако пак е и покриено нашето Евангелие, тоа е покриено за оние што пропаѓаат, за оние на кои Бог од овој свет им ги заслепил нивните безверни умови, за да не ги осветли светлината на благовестието за славата на Христос, кој е слика на неведливиот Бог. Зашто ние самите себе не се проповедаме, туку Христос, Исус Господ, што се однесува пак до нас, ние сме ваши слуги поради Исус. Зашто Бог, кој некогаш заповеда од темнината да изгрее светлина, тој ги озади срцата наши за да биде познанието на славата Божја во лицето на Исус Христос светло. Но таа ризница ја носиме во глинени садови, да преизобилната сила да биде од Бог, а не од нас. Од секаде сме угнетувани, но не сме потиштени, во недоумица сме, но не губиме надеж. Не гонат, но не сме напуштени. Не котнуваат, но ние не пропаѓаме. И секогаш во телото наше ја носиме смртта на Господ Исус, така што и животот Исусов да се открие во телото наше. Зашто ние живите постојано се изложуваме на смрт заради Исус, та и животот Исусов да се открие во нашето смртно тело. Така смртта действува во нас, а животот во вас. А пак бидејќи го имаме тој ист дух на верата, како што е напишано, поверував и затоа говорев. И ние веруваме, па затоа и говориме. Бидејќи знаеме дека оној кој го воскресна Господ Исус и нас ќе не воскресне преку Исус и ќе не постави со вас. Зашто се е заради вас, да благодата намножена преку благодарноста намножена да изобилува за славата Божја. Затоа ние не паѓаме со духот, но ако нашиот надворешен човек тлее, натрешниот од ден на ден се обновува. Зашто нашите сегашни незначителни страдања ни донесуваат многу обилна и вечна тежина на славата. Зашто ние не целиме кон видливото, туку кон невидливото, бидејќи видливото е времено, а невидливото вечно. Нека да се справиме и да се помолиме. Татко Небесен, на крајот на оваа година, која поминавме, година во која ти не водеше, ти не чуваше, ти не благословуваше, ти не учеше преку Твоето Слово, ти ни помагаше во нашиот секојдневен живот, да можеме да живееме, да одиме напред, да можеме, Господи, да те прославуваме Тебе, да можеме да обстојуваме во овој свет и покрај нападите од сатаната, покрај искушенијата кои тој секојдневно ги создава, за да не оттргне од Тебе. Ти благодариме, Господи, што Ти си
секогаш покрај нас. Што ти не чуваш, ти не водиш и ти се грижиш за нас. Ти си премногу добар. Ти си толку загрижен за нас, како да се тоа твоите очи. Господе, ние сето тоа не го заслужуваме. Ние не сме достојни за сето тоа. Но ти си тој кој не сакаш. И ти ја покажа твојата љубов кон нас преку твојот син кој го испрати на оваа земја да земе човечко обличие и да пострада, да ги плати гревовите за нас. Господе, ние ти благодариме. И нека е слава на тебе. Нека твоето име се прославува во целиот свет. Секој народ, секој племе, секој град, секој село да ти отдаде слава и чест на тебе. Господе, и ова утро стоиме пред твоето лице. Ти благодариме за словото кое го имаме пред нас. Те молиме, Господи, ова утро да го благословиш твоето слово. Да ти ни зборуваш, Господе, затоа што твоите зборови се вистина, твоите зборови дават живот, твоите зборови може да не утешуват, да не охрабруват и да не упатуват кон вечноста. Господе, нека е слава на тебе. Нека секој да го чуе тоа слово, нека до секој допре тоа слово. Нека и во нашето село се слуша тоа слово. И сите оние кои не те познаваат, Господи, да го отворат срцето за тебе. Откри им се, објави им се, Господи, додека се уште има време да се покајат и да те прифатат тебе. Те молиме, Господи, за болните, за тие кои што се измачени, тие кои што барат милост од тебе, тие кои што се надеваат на тебе, тие кои што се далеко, благослови ги и таму, смилувај се и помогни им и на нив. Благослови го и нашиот народ, нашата земја, во тебе е нашата надеж, дека ти не водиш, ти управуваш и ти се грижиш за нас. Нека да слава на тебе, Господи, во името на Исуса Христа. Амин. Сега ќе испееме и втората песна. Седем.
И денеска стоиме пред Божјото Слово и денеска Бог има порака за нас, која упатува кон нас, но денеска ќе биде од нашиот брат Љупче, кој оддавна не е бил помеѓу нас. Почнаме да го заборавиме. Не се заборава, бидејќи тоа е и јавна личност, го гледате можеби и на телевизија и нема да го заборавите, но Словото Божие, без разлика од кој е упатено е до нас, не до некој друг. И затоа ние треба да го слушаме и да внимаваме тоа што Бог сака да ни каже и ова утро. Нека Бог го благослови нашиот брат кој ќе зборува ова утро и неговата сопруга е овде и сите нас да бидеме просветлени, обновени и научени преку Божјото Слово. Затоа го повикам да братот да дојде и да ни послужи. Добро утро и од мене. Му благодарам на братот Ванчо за убавите зборови. Посакувам ова прекрасно неделно божествено утро и ова светлина која ни ја дарува Господ, да ги осветли нашите срца, да ги стопли нашите души и да вдахне нова сила, нова енергија да го следиме и Неговото Слово, и Неговата вистина во нашите животи, и Неговиот пат. Денеска ќе говориме за една многу важна тема. Одразот Божји. Каков е нашиот одраз во овој телесен и греовен свет? Како луѓето наоколу нас не перцепираат, не гледаат, не поимаат? Дали нашите најблиски во семејството го гледаат Христос во нас? Дали другите наоколу нас го гледаат Христос во нас? Каков е нашиот одраз во нашето секојдневие? Какви се нашите мисли, нашите зборови, нашите постапки? Дали сме на вистина христолики? Дали нашата природа е споена со Христовата природа во нашето секојдневие? Дали нашиот карактер е усогласен со Христовиот карактер? Дали духот во нас е Божиот дух? Пред да почнам со проповед, да ви носам поздрави од заедницата во Скопје.
И навистина посакувам ова неделно Божје утро да биде благословено за сите нас. Во 2 Коринтијаните 3:18 стои: ние пак сите со откриено лице, гледајќи ја славата Господова, се преобразуваме во ист образ од слава во слава, како што доаѓа Духот Господов. За да во Изреките 27:19 стои: како што е во водата лице спроти лице, така и срцето на човек спроти човек. Сакам уште еден краток текст од Јаков да прочитаме на почетокот. Првата глава од 17 до 25 стих. Секој добар дар и секој совршен подарок доаѓа од озгора. Доаѓа од Отецот на светлината, во кого нема промени ни сенка од измена. Оти он не роди по својата волја преку словото на вистината, за да бидеме почеток на неговите созданија. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз, нека не биде брз во зборувањето, да биде брз во гнев, да биде бавен на гневот. Бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Затоа, отфрлувајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, со смиреност примете го насаденото слово кое може да ги спаси душите ваши. Бидете извршители на словото, а не само слушатели, мамејки се самите себе си. Ова е еден многу важен стих. Бидете извршители на словото, а не само слушатели. Оти кој го слуша словото, а не го извршува, тој прилега на човек кој го гледа собственото си лице во огледало, ќе погледне, ќе си замине и веднаш заборава каков бил. Но кој ќе се задлабочи во совршениот закон на слободата и остане во него, тој, бидејќи е незаборавли слушател, туку извршител на делото, ќе биде блажен во своето делување. Сеќавате, има еден многу популарен бренд на спортска опрема, Nike, и те имаат еден слоган, кој што е многу популарен, вика Just do it. Значи, само сторете го тоа. Значи, упатува на дела, упатува на акција. Ние, како верни чеда во Господа, значи, не постоиме на овој свет само заради себе си. Ние постоиме заради другите околу нас. Христос дојде на овој свет не заради себе си, дојде заради нас, грешните. Тој не беше распнат на крстот заради себе си, беше распнат заради нашите гревови. Тој ја плати казната за нашите гревови, не за себе си, туку за нас. Тој дојде на овој свет да ни ја каже вистината, не за нему да му биде убаво, туку за нам да ни биде убаво, да ни го открие нам патот. Значи, и ние на овој свет сме дојдени не заради самите нас, туку заради тие околу нас. Целата смисла на верата во Христос е ние да го одразиме Божјото Слово, Божјата вистина, Божјата светлина, солта за која што говореше Исус, кон светот околу нас. Ние сме во светот, но не сме дел од него, но сме повикани да бидеме светлината и солта на овој свет. Оти ако ние не светиме, ако ние не сме солта на овој свет, светот и понатаму ќе биде во темнина. Така впрочем обстоило христијанството и верата во Исуса до денеска, еве повеќе од 2000 години. Ние сме тие што во суштина со нашиот став и однос и нашиот одраз кон другите го продолжуваме тоа слово од генерација во генерација и така тоа обстојува и расте. Ако ние тоа не го чиниме, тоа слово нема да биде спознаено од тие околу нас и лека полека ќе гасне. Тоа е многу
важно, особено за црквите и заедниците во Христос. Ако неумешно во нашите дела не го пренесуваме тоа слово на генерациите, на нашите деца, на нашите внуци, на нашите ближни, на луѓето околу нас во социјалното окружение, тоа лека полека ќе гасне и темнината полека ќе си го зазема својот простор и хаосот ќе се враќа на сцена во семејствата, во животите на луѓето, во секојдневието, во општеството. Во многу мои претходни проповеди сум говорил за потребата од подредување на вистинските приоритети во животот. Ние како верни во Господа, а и луѓето воопшто немаат проблем со менаџирање на времето во текот на денот. Но клучното нешто кое што ние го забораваме е подредување на приоритетите во текот на денот. На што ние даваме предност во нашиот живот, во нашето секојдневие. Значи, што е тоа што е нашиот прв приоритет во текот на нашето секојдневие? Во хаосот на секојдневните обврски, честопати презафатени со истите тие обврски, ние погрешно ги подредуваме приоритетите во нашиот живот. Сега, предпоставам дека секој од вас, како верни христијани, овде стоејќи пред Бога, ќе си кажеме на самите себе си дека да, Господ во се е на прво место во нашиот живот, дека денот ни почнува и ни завршува со молитва, со читање на Словото, во разговор со Бога, дека одвојуваме време за послушание на Господа, да видиме и да слушнеме и да послушаме што тој има да ни каже како поука, порака, опомена и изобличување во правда и правичност, како што ни вели самото Слово. Но, за волја на вистината, треба да си признаеме во нашата тајна соба, самите соочени со Бога, дали на вистина е тоа така во нашите животи. Пораката е, може би прашањето кое треба да си го поставиме секој еден од нас и ово утро, дали на вистина е тоа така и дали на вистина сме ние доследни во тој приоритет во нашиот живот. Со каква помисла се будиме секој утро, дали прво се факаме за Библијата или за мобилниот телефон да видиме колку лајкови добил некој објавен пост од претходниот ден. Дали се во нас пулсира за Господа и неговата вистина, или пак во таа дневна презафатеност, еве овде кај земјоделски крај, тие работи, кои што се нормално нужност и дел од животот, честопати преморени, заспиваме без да се усогласиме со Бог, без да се помириме со Бога, наутро брзајќи да не задоснеме на закажани состаноци или на работни места, честопати се наоѓаме во ситуација да немаме време за посветена молитва, за разговор со Бога, за послушание на неговата порака и да не говориме. Искрено, независно што и јас стојам на овој вон честопати и јас увлегол во таква замка, стапица, измама на лукавиот. Тоа на вистина е замка и стапица од демонските сили на темнината во нашите животи. Да не преокупира со таа дневна презафатеност, со тие дневни обврски, може би световни обврски, и ние честопати да ги помешаме приоритетите во нашето секојдневие. Но во таквиот расплет на дневните настани, дали сме се запрашале што е тоа кое ќе доминира како исход од така воспоставените рутини и навики во нашиот живот? Значи, нагласувам овде, говориме за моментите во нашиот живот кога ние малку го потурнуваме Господа настрана, го одложуваме општењето со Него, ајде подоцна ќе се помолам, подоцна ќе прочитам Библија. Значи, во одредени периоди од денот, ние велиме, чекајте, ова ми е поприоритетно отколку да се посветам на Бога и Божјото Слово. И честопати проблемите акумулираат, проблемите нараснуваат и се помалку време и помалку сила и енергија ќе имаме да се фатиме за вистинскиот извор на решенијата во нашиот живот. Јас многу пати сум говорил дека со секој наше будење
во таа претпоставена ента димензија, стапнуваме во средина во која што царува ѓаволот и демонските сили на злото. И доколку не сме наоружени со оружјето од Ефесијаните 6 глава, ние сме во суштина на ветрометина. Како да сме на брисан простор на фронтот. Огнените стрели на лукавиот во секој момент можат да не погодат во некоја област од нашиот живот. Дали тоа ќе биде здравието, дали тоа ќе биде мирот и спокојот, дали ќе бидат финансиите, дали ќе биде семејството, домот, работата. Значи, ние сме во таквата ситуација незаштитени. Јас претпоставувам и сум си земал за задача и обврска секаде каде што проповедам и минатиот пат во Муртино и пред тоа на другите места, да ве повикувам на памет да ги знаете стиховите за оружјето од Ефесијаните 6 глава. Претпоставувам, вие сте искусни во верата, ги знаете, но јас сепак ќе ги повторувам, зашто повторувањето е мајката на знаењето. Се почнува од обувките на мирот. Тоа е нашиот допир со овој телесен и греовен свет. Појасот на вистината, оклопот на праведноста, шлемот на спасението, штитот на верата и духовниот меч кој е Словото Божјо. Дали веднаш ни се јавува слика на воин? Со овие стихови Господ ме повикува дека ние сме катаден секојдневно, постојано во континуирана битка со демонските сили на злото, кои што 24/7 не спијат и како раздерен лав, како разјарени лавови рикаат наоколу да проголтаат некоја душа човечка да е оттргнат од Господа. Значи, ако ни го дава оружјето како на воини, Господови, тоа значи дека ние со секој утро влегуваме во битка. И ако не сме наоружени со ова од Ефесијаните 6 глава, тогаш ние сме во сериозна опасност огнените стрели на лукавиот да нанеса штета во некоја од областите од нашиот живот. Кога велиме обувки на мирот, еве само за пример, ние треба да бидеме през заспивање и собудење помирени со Бога. Вертикалата на крстот. Но треба да бидеме, Словото вели, и помирени со братот, со ближниот свој. Тоа е односот во црквата, заедницата со нашите браќа и сестри, дома во семејството, со многу пријатели од социјалното окружение и така натаму. Че ние мора да сме во мир со Бога. Ако не сме во мир со Бога, ако не чувствуваме спокој во нашето срце, тогаш внимавајте. Светиот Дух испарува како облак од било која област од нашиот живот. Значи, кога ни вели Господ, првото нешто, обувки на мирот е оружјето кое што ќе ве заштити од огнените стрели на злото, ние мора да сме помирени со Бога. На колена, во молитва, пред заспивање, да се преиспитаме што се случувало во претходниот ден и каде ние сме биле во разидување со Божјата вистина и со Божјата порака. Да направиме ретроспекција на се што ни се случувало во текот на денот, се што ни донело немир, мора да го претвориме во мир. Се што придонело за хаос, мора да ставиме ред. Редот доаѓа од вистината и од Словото Господово. Да не одиме една по една, вие самите ќе си ги анализирате, кога вели појасот на вистината, тоа значи дека нам ни е забрането како верни дури и да искомпромизираме со вистината. Или со лагата на сметка на вистината, или да засноваме вистина на еден дел од лагата. Че секој допир со лагата, чиј што татко на овој свет е лично ѓаволот, нас не внесува во сива зона, на брисан простор, огнените стрели на лукавиот да не разнесат. И добро е секој да се преиспита, не само за лагата, јас претпоставувам како верни и искусни во Словото, вие сите се држите до вистината, зашто таа е нели она
кој што ослободува и ни го носи мирот и спокојството. Сите овие оружја се поврзани едни со други. И по таа вертикала, по таа линија, ние можеме дури и сега во оваа искусна фаза од нашата вера да престроиме нашата перцепција, да отвориме друга перспектива во комуникацијата со Бога и со ближните околу нас и со тоа ние самите да ја смениме нашата животна ситуација. Од јас честопати говорам на какви основи е фундирано нашето срце, на кои основи стои нашето срце. Од преполнетото срце говори устата. Устата, вели словото, ги определува нашите постапки. Постапките ги определуваат нашите рутини и навики во животот. Рутините и навиките го определуваат нашиот карактер, а нашиот карактер ја определува природата на нашето постоење. А природата на нашето постоење го дава исходот во животот. Од тука, каков е нашиот исход во животот денес, сега, во овој момент, е одраз на она што го имаме во нашето срце. Сакаме да го смениме исходот во нашиот живот, ќе си го промениме срцето. Чи промената во исходот во нашиот живот не лежи во владата, во политиката, во законите, лежи во нашите срца и во нашиот однос, личностната релација, личниот опит со живиот Бог во Христос. Се друго е споредно и во скалилото на приоритетите е второстепено. И да не одиме понатаму во сите овие оружја, би сакал да ги знаеме напамет пред спиење, пред будење, точно со тоа оружје, да се будиме со тоа оружје, да се спиваме за да имаме мирен и длабок сон, да ги одмори Господ нашите тела, срце и души, да ги систематизира нашите мисли со нова енергија да го почнеме новиот ден. Воспротивно, немирот, неспокојот, нервозата, болестите, страдањето, сето зло на овој свет ќе почне да ни се прилепува. Се повеќе и повеќе, па скоро и во сите области од нашите животи, особено таму каде што сме ние најтенки, каде што сме најранливи. Лукавиот е мастермајнд да открие која е вашата слаба страна. Значи, врвен интелект кој што гледа точно каде може да се скине и таму ќе ве мава. Но затоа Господ ги пресретнал тие работи и ни го дал оружјето кое што ќе не заштити од тие огнени стрели на злото. Сакам да знаете дека покрај ова опомена Господ дахнува и дух на надеж. Замислете, еве да си одговориме на прашањето дали крадецот во ноќта напаѓа празна куќа, таму каде што нема материјални блага или богатство. Не. Че сите крадци таргетираат или банки, или менувачници, или не знам, институции каде што има пари или домови каде што претпоставува дека има богатство, злато, накит или не знам што. Исто е и со лукавиот. Окружувањето е дека нас, верните во Бога, лукавиот не напаѓа затоа што знае дека во нас е посејано здраво семе за слава на Бога. И тоа семе знае дека ние го сееме и на други, нели, ниви, други човечки срца и така натаму. Значи, ние сме тие што го шириме тоа слово и тие што се посилни во верата, во суштина се поблиско до Бога, повисоки, дадено им е повеќе ќе се бара, но да знаете дека колку сме повисоко и поблиско до Бога, толку турбуленциите и притисоците се поголеми. Предпоставам многумина од вас летале со авион, знае дека горе има многу турбуленции. И затоа нека не ве обесхрабрува било кој обид на демонските сили на злото да нападне било која област од вашиот живот. Решението, престројување во основите, цврсто држање за вистината, наоружени со оружјето Божјо, го имаме Христос и се што е невозможно, ќе стане возможно. Нели словото вели, нема ништо невозможно за Бога. Сега, сакам да ви дадам една моќна илустрација околу нашиот одраз во овој свет. Еден многу моќен и богат владетел, не знае
знаејќи што да прави со своето богатство, решил да изгради една велелепна палата за себе си, за своето семејство. И сакајќи да покаже пред светот раскош, богатство, одлучил да облажи со огледала главната сала во палатата, која била предвидена за приеми на великодостојници. Значи се, зидовите, столбовите, таваните, подовите, буквално се било обложено со огледала. Во халата нормално, поради огледалата, имало силно ехо. Секој звук во неа се преумножувал во повеќе кратно ехо. Еден ден во салата случајно влегло едно крволачно бесно куче. Кога дошло на средината на палатата, се стаписало од одразот кој што го видело во огледалата. Видело бесна глутница од кучиња. Всушност го гледало собствениот одраз во огледалата, но тоа нормално не разбира. Го фатило страх, паника, почнало да лае бесно. Одразот во огледалото враќал рефлексија на се побесни и поразјарени кучиња. Тоа лајало до изнемоштеност. Одразот во огледалата го враќал истиот тој разјарен став и однос. Ехото од лаењето го избуземувало кучето. После долги сати борба на кучето со одразот, собствениот одраз во огледалото, нели, глутница разјарени кучиња каде и да се заврти околу себе си, тоа бил одразот од неговото лаење, почнало да изнемоштува, паднало на подот, не можејќи да земе здих и да забележи дека и глутницата исто така полегната на подот, тоа умира. Умрело од лаење до изнемоштеност во борба со невидливиот непријател. Дали може би понекогаш во нашиот живот се случува и нешто слично со нас во овој телесен и греовен свет? Често пати во занес да докажуваме дека само ние сме во право и никој друг, па дури за банални работи влегуваме често пати во непотребни расправи едни за други. Сакате земете во семејствата, помеѓу сопружниците, помеѓу родителите и децата, па и со колегите на работното место, со пријателите во социјалното окружение. Или пак, ајде, за нас политичариве на јавната политичка сцена, за важни, некогаш може би за сосема неважни политички прашања, мора да се докажуваме дека само ние сме единствено во право. Свесно или несвесно, сите ние сме се нашле во овие замки, стапици, измама на лукавиот. И неприметно, малку по малку сме станувале слуги на злото и лукавиот успевал да не подјарми, да не стави под негова контрола и власт, не нас, може би некоја област од нашиот живот. Но затоа го имаме ние ова живо слово кое што го проповедаме постојано, го имаме живиот Бог во Христос до нас, во нас и наоколу нас, ја имаме силата Божја да се спротиставиме со вера на сите обиди на лукавството од овој свет да покори некоја област од нашиот живот. Моралот од оваа сторија, значи пораката, е дека светот околу нас е едно огромно огледало. Нашето присуство во светот, нели ние сме во светот, не сме дел од него, спомнав претходно, сушност ја одразува нашата внатрешна состојба во срцето. Нашите мисли, зборови и постапки за кои говорев, нашите рутини, навики, карактерот, природата, исходот во нашиот живот. Се е тоа всушност рефлексија од она што тлее во нашето срце. Дали стоиме на песок или стоиме на карпата Христос. Со нашиот однос кон светот, со сето битие наше, ние всушност праќаме слика за нас кон другите околу нас. Од тој впечаток произлегуваат возвратните реакции на другите кон нас. Често пати, знаете, правилото има и исклучоци. На нашите добрини се враќа со зло од расипаните во овој телесен и греовен свет, но тоа
не треба да не поколеба затоа што станува збор за исклучоци, не е правило. Знаете дека во Словото се вели, кој на доброто со зло враќа, злото не излегува од неговиот дом со генерации. А овој телесен и греовен свет не го разбира и не го познава како порака и не сваќа и не сака да прифати дека секој духовен закон од Библијата, па и овој, дека ако некој на нашите добрини ни врати со зло, дека злото не излегува од неговиот дом со генерации, има сила на природен закон. Секој духовен закон во Библијава има сила на природен закон, како гравитацијата и како сите останати. Значи е догма, е нешто што е непроменливо, со безвремена вредност од почетоците на светот до крајот на овој свет. Во нашиот случај метафората на лајањето и ржењето на кучето е во основа злото во срцето на човекот и одразот на тоа зло во светот наоколу нас. Колку повеќе човекот е во нервоза, во гнев, во јарост, во неговото секојдневие, толку одразот на злото во неговиот живот ќе биде мултиплицирано, приумножено. Нели сме говореле, злото на другиот, насочено кон нас, сушност го бара злото во нашето срце за да се размножи. Го најдели, тоа е остварило целта. Ако на неговото зло вратиме со зло, тоа си е остварило целта, се размножило и во следниот турнус ќе дојде мултиплицирано повеќе зголемено во вашиот живот. Затоа Христос ја прати пораката, ако некој го удри по едниот образ, вие свртете го другиот. Метафората е дека ако некој се обиде да ви нанесе зло, вие ќе го изигнорирате. Игнорирањето на злото е највисокиот степен на интелигенција на еден човек, дури и во психологијата. Че ние сме должни да си ја свртиме главата од секое зло, без да возвратиме со иста мерка. И тука веќе тој духовен закон ќе не ослободи и ќе ни отвори нова перспектива. Тоа зло во следниот турнус ќе биде обезсилено, затоа што ќе нема шанса да се преумножи, да се размножи, да се појави во следниот турнус многу посилно и појако. Тоа ќе вене и во наредните турнуси лека по лека ќе почне да исчезнува. И на основа на ова психологијата гради наука и правци во своето делување. Единствената вистина е во ова слово. Честопати велиме, тоа што го имате во срцето е вашата стварност. Тоа што го имате на устата е сушност вашата реалност во животот. Ако Бог го создаде овој свет со збор, вие со вашите зборови од вашата уста го создавате вашиот свет во вашето секојдневие. Јас сум проповедал колкава моќ имаат зборовите. Ајнштајн дури рекол дека мислата е предмет. Нели? Од преполнетото срце, преку умот, зборува вашата уста. Тоа значи дека вашите зборови имаат неограничена моќ. Замислете ако таа моќ, согласно приоритетите во секојдневието за која што говорев, ја насочите во вистински правец, која ќе биде вашата сила да промените вашата животна ситуација сега, веднаш и одма уште денеска. Затоа е многу важно да ги престроиме нашите срца, ако треба да ги преиспитаме нашите зборови, дури и ако сакате за една банална работа. Ако верувате, ќе добиете спрема верата за било која животна ситуација. Ако се посомневате, ќе добиете спрема сомневањето. Ако вадите зборови на надеж и на вера, ќе добиете спрема зборовите на надеж и вера во вашите животни ситуации. Ако појавите сомневање, што ако или ама, тоа е замката и стапицата, измамата на лукавиот во овој свет. Сомневањето дека нешто ќе се случи на добро, вие во суштина сте пролеале капка крв во заливот на ајкулите. Секој збор на сомнеж во вашиот живот, искажан од вашата уста, ќе привлече армија од демонски сили во вашиот живот. Значи, тоа е капка крв во заливот на ајкулите, запамтете. Секој погрешен збор од вашата уста, секој збор на сомнеж, збор на неверие,
Ама јас се молам толку време, Господ не реагира во мојот живот. Тоа е веќе сомнение. Вие ја пророкувате вашата судбина. Вие во суштина праќате порака на демонските сили на злото кои што слушаат од вашиот збор, но не го слушаат вашето срце. Се што е кажано, го знае и Господ, го знае и лукавиот. Вие добро знаете дека во Библијата секој збор излезен од нашата уста не се враќа бесплоден при Бога. Но честопати ние со нашите сомневања и неверие и му ја кроиме и му ја ставаме на тацна стратегијата и тактиката на лукавиот како да го разори нашиот живот или некоја област од нашиот живот. Затоа многу внимателно со зборовите. За збор ќе бидете судени, по збор ќе бидете спасени. Со срцето се верува со исповедањето на устата се верува за спасение. Со збор ќе бидеме спасени, по збор ќе бидеме судени. Затоа е многу важно во одразот кон нашите сопружници, деца, како родители, во семејството, во домот, во заедницата, на работното место, со пријателите во окружението. Многу е важно дали нашите зборови одразува светлина и дали се посолени со оваа вистина. Дали сме ние на вистина солта и светлината на овој свет за другите да може да го видат одразот Христов во нас. Тука можеме да намалам малку и да скратам. Во Матеј 5:13, вие сте солта и светлината на земјата, но доколку солта го изгуби вкусот и незината соленост, како таа ќе биде повторно солена? Тога солта не е добра за ништо, освен да биде фрлена и изгазена од луѓето. Вие знаете дека солта на Блискиот Исток во првиот век имала две намени. Поради немањето фрижидери во тоа време, месото се осолувало за да не се расипе, да одржи својата сожина и да трае подолго. Че без сол месото се расипувало веднаш под влијание на топлината. Исто и со верните. Доколку има сол во нив, тие ќе траат и ќе бидат од полза за Господа и за ближните околу нив. Ја нема ли солта во нашите зборови? Веднаш нашите зборови се расипуваат, карактерот наш, природата наша. Ние самите се расипуваме и потпаѓаме под влијанието на овој телесен и гревен свет. Исто со бесплодното дрво од Римјаните 8:8. Тоа дрво кое што не дава плодови, тоа е втората порака која сакам стиховите од Галатјаните 5:22 да знае секој на памет. Не сме верен христијанин да заспие или да се разбуди без точно да ги знае на памет плодовите на духот. Од Галатјаните 5 глава 22 стих да ве подсетам. Секој да се преиспитаме во нашата тивка соба кои се плодовите кои што ние ги даваме во нашиот живот. Тоа е всушност нашиот одраз. Кога гледате крошната на едно дрво, вие по плодот познавате дали тоа дрво дава здрави плодови. Мирот, љубовта и радоста беше првата група од плодовите. Добрината, милосрдието, лојалноста е втората група. Третата е кротоста, трпението, самоконтролата. Долго трпеливоста, вели, против таквите нема закон. Да се преиспитаме секој од нас, искрено, не пред нашите браќи и сестри, не пред свештено лице како што прават во православието, самите во нашата скришна соба, во тајната соба, осамени со Бога, да се заголиме, да влеземе во сите темни одаји во нашето срце, каде што има можеби пајажина, сме заклучили некоја темна одаја, прашњава, неќеме, љубоморно си го чуваме гревот во нашето срце, да се преиспитаме какви се нашите плодови во нашиот живот. Дали сме во мир, внимавајте, повторно првиот плод е мирот.
првото оружје беше обувки на мир, овдека имаме прв плод мир. Мирот што носи? Спокојот во срцето што носи? Зошто излевањето на Светиот Дух беше гулат на рамото на Христос? Ако немате мир, кај што има јато гулаби, гулабите нема да дојдат до вас. Често пати застануваат на раката на целосно смирение, на целосен спокој. Кој има мал немир во мислите и во срцето, нема да дојде. Тоа значи и Светиот Дух во услови на немир и неспокој, во услови на раздори помеѓу браќа не доаѓа. Ние самите го бркаме себе си. Затоа мирот е многу важна порака и во плодовите. Радоста доаѓа од полнотата на Светиот Дух. Значи, ако не сте во мир, нема да имате радоста од полнотата на Духот. Тогаш и Божјата љубов ќе биде проблематизирана. Божјата агапе, пожртвована љубов едни за други. Научете ги напамет плодовите на Духот од Галатјаните 5 глава 22 стих и преиспитајте се какви се вашите плодови во секојдневието. Што другите гледаат на крошната од вашиот живот. Во Матеј 5:14-16 вели да сите ги видат вашите добри дела и преку тоа да се прослави нашиот Отец на небесата. Во Колосјаните, нека вашите разговори бидат секогаш полни со милост, зачинети со сол, за да можете да знаете секому да одговорите соодветно. Во Левитска 2:13 ни се вели да не го напуштаме заветот на солта со вашиот Бог. Завет со кој Бог му вети на Давида дека ќе царува со Израилот, не само тој, туку и целото негово потомство. Значи, во Стариот Завет имаме завет на сол. Во Марко 9:49-50 секој ќе биде осолен со оган. Солта ги означува, значи, позитивните квалитети и карактеристики во битието наше, во природата на нашето постоење. Значи, моралот или пораката од оваа проповед денес е дека тоа кое ние го рефлектираме во овој телесен и гревовен свет, кој што е многу големо рефлексно огледало. Тоа во суштина ќе биде рефлексија на односот на светот кон нас. Колку повеќе им помагаме на другите околу нас со нашите добри дела, толку повеќе добрината на другите, особено добрината, милоста и агапе пожртвованата љубов на нашиот жив Бог, Господ и Спасител Христос ќе ни се враќа изобилно нам во нашите животи. Замислете, ако ние сме наоружени со оружјето од Ефесјаните 6 глава. Ако нашата крошна е полна со здрави плодови од Галатјаните 5 глава 22 стих, за не мислите дека, нели, ако Господ го гледа сето тоа, за не мислите дека демонските сили на злото ќе припарат до таквиот верен? Тие ќе се плашат, затоа што ќе погледнат на небесата огромна војска ангели. Легиони ангели над вашата глава во таа ента димензија. И тогаш проблемите лека полека ќе стигнуваат до вашите животи. Немирот, неспокојот, болестите, секи испарува и ќе исчезнува. Че ние не живееме според стандардите и узансите на овој телесен и гревен свет, него живееме според Бог. А за Бог нема ништо неможно. Верувајте, ќе добиете спрема верата. Се сомневате ли, ќе добиете спрема сомневањето. Зошто е важен одразот? Затоа што во суштина треба да сватиме пораката дека ние не постоиме само заради нас. Со тоа почнав. Господ не дојде само заради себе. Земете во природата, ништо не постои само заради себе.
Реките не ја пијат собствената вода. Таа постои за нас. Дрвјата не ги јадат собствените плодови. Тие постојат заради нас. Сонцето не изгрева за да се стопли себе си. Изгрева за да не стопли нас. Цвеќињата не го шират мирисот заради себе, туку за да ни е убаво нам во овој живот. Да живееме за другите до нас е законот на природата, но е основниот духовен закон. Со што ги исполни Христос 10 Божји заповеди? Со најголемата заповед за љубовта. Сакајте го Бога со сето ваше срце, сила, душа и разум. Тоа е вертикалата на крстот. И сакајте го ближниот како што се сакате себе си. Тоа е крстот. Сиот Стар Завет се исполни на крстот. Сите 10 Божји заповеди се исполнија во законот за љубовта. Агапе, пожртвована љубов. Ние постоиме за да таа ја шириме околу нас како благопријатен мирис. Нека нашиот Бог, Господ и Спасител Христос не осени со Светиот Дух, не ороси со Неговата света крв, нека ни даде знаење, разум, мудрост од Неговата божествена премудрост, но и сила Божја да бидеме на вистина солта и светлината на овој свет, да сме на вистина Божиот одраз и рефлексијата во ова големо огледало на околу нас. Ако Бог пребива во нас, Неговото присуство ќе биде видливо и за тие околу нас, за нашите сопружници, за нашите деца како родители, нашите семејства, како заедницата, од другите околу нас. Нека даде Бог нова шанса и нов почеток за да навистина покажеме и докажеме дека умееме да бидеме солта и светлината на овој свет и дека навистина можеме да бидеме Божиот одраз во тоа големо огледало за Негова слава, а за подкрепа на секој еден од нас, нашите семејства, нашите браќа и сестри во Христа. Нему, на единиот наш Бог, Господ и Спасител Исуса Христа, нека е слава, власт и величие сега и во сите векови. Амин. Ќе ве замолам да се исправиме за молитва. Исусе Христе, Господи Боже Татко Небесен, фала Ти за ова привилегија денеска да бидеме во Твојот Дом Господов. Фала Ти за силата што ми ја даде да се покренеме ово утро, Господи, и да бидеме во заедништво со нашите браќа и сестри во Твое име. Фала Ти, Господи, за секој искажано слово, за секоја Твоја порака, поука, опомена и изобличување во правда и правичност, кој што Ти си ни ги пратил како вистина од Твоето слово, за да не биде нам убаво на овој свет, за да имаме убав и благословен живот, Господи. Живот според Твојата света волја и вистина, живот во благодатта и милоста Твои, живот во благословите Твои. Да, Господи, Ти се си ни дал на располагање, сите алатки си ни ги дал во рака, за да можеме да ги престроиме нашите животи и да се усогласиме со Тебе и со Твојата вистина. Нека и ова слово, ова утро, биде здраво семе посејано во нашите срца, Господи, семе кое што ќе рати и ќе дава добри, здрави плодови на крошната на нашиот живот, плодови достојни да сите те видат Тебе во нас, во секоја наша мисла, збор и постапка, во нашиот карактер, во природата на нашето постоење. Те молам, Господи, давај ни сила да се престроиме, сила да се менуваме, независно колку ние цениме и сметаме дека сме искусни во верата и полни со знаење. Потребна ни е Твојата понизност, Господи, да и во оваа фаза од нашата вера во Тебе, Господи, ни откриеш нови вистини, нова потреба да се шекориме од плитки во длабоки води, Господи, во длабоките води на Твојата божествена премудрост, каде ќе ни се открива се повеќе и повеќе Твојата вистина, Господи, во сета незина длабочина и во сета незина широчина, за да Исусе Христе, Ти не кренеш на повисока перспектива, Господи, да погледнеме од повисоко
па дури и да расшириме крилја како орли, да летаме високо, далеко и моćно, помоćно од било кога досега во нашиот личносен однос со Тебе. Се препуштаме на Твоето водство во полна доверба, надеж и очекување, Исусе Христе, дека Ти ќе не држиш цврсто со Твојата моćна десница, ќе не водиш по Твојот совршен пат во дух и вистина, дека ќе не наоружаш со Твоето оружје од Ефесјаните 6 глава и заедно со Тебе на чело, Господи, ќе ги жнееме плодовите од крошната на нашиот живот за Твоја слава и честа, за подкрепа на секој еден од нас. Те молам, уништи секаква несовршеност во нас. Те молам, отстрани секаков немир и неспокој од нашите срца. Отстрани го сето зло наоколу нас, Господи, отстрани секаква замка, стапица измама на лукавиот од патот пред нозете наши. Светлина од Твоето слово да сјае пред нозете наши на нашиот пат, Господи. Да сите те видат Тебе во сета полнота во нашиот живот, Господи. Да бидеме на вистина Твојот одраз во овој телесет и греовен свет, Господи. Отстрани секако сомнеш, секако сомневање дека Ти си всемоќниот Бог, Господ и Спасител, за кого и невозможното станува возможно и нема ништо неможно на овој свет. Тебе нека Ти е слава, чест и величие, Исусе Христе, сега и во сите векови. Амин. Благодаруваме нашиот брат за словото, кое беше јасно кажено, гласно кажено, разбирливо, да може да го разбереме и сватиме, останува само да го прифатиме, да го спроведеме во нашиот живот. И кога ќе излеземе од овде да не лаеме повеќе, како кучето кое е лаело, но да пееме и да го славиме Господ со нашите усти, со нашите зборови. Знаеме дека во животот е најтешко тоа да се спроведе, лесно да го слушаш овде да се радуваме, но во пракса е многу потешко да го спроведеме, кога ќе се судриме со непријателот, кога ќе се судриме со тие кои што се противниците, тогаш е многу тешко. Но ако дозволиме на Бог да делува во нашето срце, и тоа е лесно. Треба да му веруваме и треба да дозволиме тој да делува во нас. Сами не може да се бориме. Уште еднаш му благодарам на нашиот брат за словото и како што тој ни донесе поздрави, така и ние да му пратиме поздрави за заедницата во Скопје. Нека Бог го води, го употребува, го благословува за негова слава, како што и тој рече, ние не живееме за нас, туку живееме за другите. И ние кога го зборуваме Божјото слово, не го зборуваме за самите себе, но за другите. Така да нека Бог не употребува сите да го прославаме неговото име и да го шириме неговото слово. Сега ќе испееме песната број 9 ли беше? Добро.
Сега децата ќе ни кажат стихчето. Браво, деца. Нека Бог ги благослови децата. Веќе дојдовме до крајот да најавиме некои работи. Следната недела одново нашата утринска богослужба е во 10 часот, со тоа што да се припремаме, бидејќи на таа служба ќе имаме и Господна вечера, така да знаеме како треба да постапуваме, знаеме како треба да се однесуваме кога ја примаме Божјата вечера, тоа го правиме за Негов спомен, да се подсетиме на тоа што Тој го направи за нас, колку се жртвува и за тоа што Тој бара од нас. Нека тоа да го направиме со вера и за слава Негова. Потоа не очекува
и празникот, и за тоа треба да се припремаме. Денеска хорот нема да има проба, бидејќи учителот не е тука и не може да пробаме, ама во текот на ова недела ќе има сигурно проби и така да планирате и времето и можностите да може да дојдете и да се проба да научиме уште по-добро да пееме. Нека Бог да не води, да не чува и преку ова недела да ни дава мир, љубов, радост, смиреност, да ни дава здравје, да не благословува и да можеме одново да дојдеме овде и да го прославиме Неговото име. Со тоа уште нешто имаме, овде имаме календари за следната година, кој сака може да се земе, цената е 150 денари. Имаме и од тие цидните, што се закачуват на зидот, а има и такви што може да ги ставите на маса, на биро, каде што сакате, значи од кој сакате, од тие има. Кај благајникот е тоа, може да се јавите кај него. Друго нема, со тоа завршуваме. Службата е завршена и се гледаме одново следната недела.